Уметнички директор и председател на собрание. Финансиски координатор. Технички директор. Продукцијски координатор. Јас сум односи со јавност и комуникација со медиуми. Го водам протоколот за пречекување сместување гости. Се грижам гостите да си поминат најубаво што може. Најпријателска локална поддршка, локална заедница. Вдишувам и издишувам полека. Одам на психолог. Отворам нов фолдер во компјутер. Фаќам белешки. Се подготвувам. Седнувам во кафана. Љубовта кон театарот и љубовта кон фестивалот. Луѓето. Желбата за промена. Мојот личен ентузијазам за театарот и промената. Да се одржува 2 пати годишно. Поголем буџет. Инфраструктурата на објектот. Независната продукција да биде дел од официјална селекција. Како современ голем фестивал со огромен буџет. Рамо до рамо до другите големи регионални фестивали. Се уште во Прилеп. Со представи што се играат во нов театар. 3 пати поголем. 10 пати подобар. Прилепи. Дружба. Свеченост. Професорката. Борба. Промена. Принтер. Може во 2. Во еден збор лудница. Сиот фестивал е сцена. Славење на современ театар и расправање со суети. 8-дневна комедија на забавни ситуации и карактери. Многу работи не знаат. Дека тимот на Војдан Ченрудински и вработените во Марко Цепенков се 2 различни работи. Дека меѓу себе многу ретко се гледаме, дури трае фестивалот, а функционираме. Ка ништо не е така како што изгледа. Веројатно поголемиот дел не знаат дека работиме цела година. Многу вредно. Дека е тешко да се организираат работи и дека одзема многу време и дека треба трпение и труд. Дека никој ништо не ни може. Има премногу чудни прашања. Каде е директорката? Кажи го. Сигурно? Да. Може ли да дојде некој од организација, имам бубачка во соба. Ќе останам воздржана. Веќе на ветрот. Од другата страна. Гладен театарџија, награда Сонова. Секој секогаш секого. Буре барут. Кога ќе се спуштат завесите. Војна и мир. Единствен е од ваков вид во Македонија. Тоа што е дерби на македонската театарска продукција. Секогаш различниот концепт. Луѓето. Публиката и тимот. Има многу луди идеи што не се реализирале најмногу поради недостиг на технички ресурси. Да оди се подмачкано. Плаќање преку викенд. Мобилна апликација за фестивалот. Цел фестивал. Луди идеи се реализираат секој ден. Да се испразни едно од поголемите кафулиња во Прилеп да се постави како сцена за театарска представа. 3 представи во еден ден. Представа на могила. Онлайн. Онлайн. Јас сум повеќе за онлайн. Онлайн. Онлайн за секогаш. Двете. Двете. И онлайн и билетара заради различните искуства. Не се одржува во Прилеп, валја. Не се коментарите од прилепчани. Не ја замара некој ангела за дневници. Нема малку драма. Ако не гасиме пожар. Магично стапче. Она што се смее и што има солза. Она што танцува. Тоа што се топи емоджито. Првото. Дали има билети? Дал ќе има билети? Има ли карти, има ли карти? Дали ќе имам гратиси? Одговорот е не. Некоја најдобра во моментот во Европа. Некоја од моето идно продуцентско портфолио. Бродвеј било што. Сон на летната ноќ од Морфов. Отело на Коршуновас. Sex Education, Тјаша Чернигој. 3 сестри од Македонија, животот на Пи меѓународна продукција.
Смеј се. Двете. Осмели се. Двете. Затоа што е еден од најдраматичните градови во Македонија. Затоа што се вика фестивалот Војдан Чернодрински. Прилеп има богата театарска традиција. Затоа што природно таму се создало и таму треба да опстане. Ради публиката. И вродениот паркос на тлото во Прилеп. Затоа што фестивалот е на Прилеп. Точка. Прилепската публика буквално со душа го чека фестивалот и живее за театар. Градот го сака, односно неговите жители. Го почитува, го посетува. Со тепачки за билети, Со својата искреност и критика. Дружба прави градот премногу голема и муабети. На секаков возможен начин. Ни фала им за тоа. Повеќе се. Театар бифе. кај сите пријатели на фестивалот. Под саат кулата било каде на Дома ке мајка ми. Мојата соба. Да го направат Прилеп град театар заедно со нас. Без нив не може фестивалот да биде тоа што е. На пријателите би сакала да истакнам повеќе, затоа што е огромна таа и би сакала да продолжи понатаму и вечно сум им благодарна. Во Прилеп да се посети прво кафана. Дефинитивно. Сите пријатели на фестивалот, Заград, Могила на непобедени. Музеот на Тутун. саат кулата, чаршијата. Марко Куле. Тоа што има театар на секаде. Што има однос кон театарот и знае како да гледа. идеално знае колку треба да трае аплаузот. Децата. Скопскиот дел од тимот и студентите. Секој што не е презахтевен. Тие што не преспиваат. Јас. Елешник, мамај кој прв почна. Полковникот Птица, Подготвена. Роња. На театар за деца и младенци. Бакхи од Игор Вук Торбица затоа што Бахи на торбица не објаснувам зашто. Мигот кога ќе оди се како што треба. Еуфоријата пред отварањето. дзиркање во полна сала на смеана публика. кој ќе заврши фестивалскиот ден и почнува дружбата, дефинитивно. Тимот, волонтерите и многу вода. Телефон, Excel табели и Ангела. Принтер. Компјутер, кафе. Кафе, 3 кила. И соба со резервни реквизити. Барем една изгледана представа во ден. Тимот мој, тие се како три ги клавам. Добро, фала на прашање. Со психологот од претходно. Со многу нервирање, ама генерално супер. Одлично. Антивојдан. За најдобар тонец. Награда за независна продукција. Не воведувам награди, многу пари се тоа. Тркалезните маси. Било кое време кога ќе почне представата, кое што треба да почне тој ден. Вечерта, кога завршуваат сите представи, Тогаш паѓаат најсочните трачеви. Дека сугерирам кои представи да влезат во официјална селекција. Дека некако сите магично ги местиме наградите. Дека се крадат пари, а фестивалот е во плюс. Сакам да немам очекувања. Дека ќе биде уште на повисоко ниво од лани. Да се надминат некои препреки од претходните години кои не биле во наши раце. Мислам дека обемот ќе биде помал, ако останеме на тоа што е дискутирано. Дали смеам да одговорам? Нека биде изненадување. не кажувам. Ради театарот. За да се смее и осмеле. Да си поминеме прекрасно. Се точам пијачки на здраво. Си ја чистам работната маса. Спијам без аларм. Одам на психолог, се зезам. Се пакувам и заминувам на патување. Се поздравувам со сите од тимот, им заблагодарувам, ги гушкам и одам да спијам. Кога директорката ќе стави 3 или 4 представи во ист ден. За мене организацијата пред почеток на секоја представа. И тоа што деновите се многу долги. Техниката и сцената. Слушање, комуникација и по некоја пијачка.
хумор и недостаток на суета. Добрата забава и добрата храна во избор на Ангела. Капетанот на бродот. Комуникација. На дополнување. Сите се мои деца, за љубов не се објаснува. Јас. Ангела. Петар и Ангела, Петар и Ангела, веројатно. За кафе не знам, за какао знам. Ангја. Вали Ангелка останува најмногу. Ангела. Ангела. Петар, Ангела, особено Ангела. Петар и Ангела. Не јас. Томе. Јас. вработените во Марко Цепенков. Петар и Ангела. Ангела. Па добро. Томе. Томе, ама многу оправдано. Томе. Јас. Јас, дефинитивно. Оу, тешко прашање. I'm still standing guilty. I'm still standing. Тарарара. Најверојатно Петар. Директорката највише ќе ве купка што е тоа. Сребра. Ангела. Рамона. Сите сме драматични. Петар? Петар. Петар. Јас. Со жирито. Не би ја замерил. Со директорката, но само кога патува низ државата да гледа представи. Петар. 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 Петар? Петар. Петар. Петар! Јас. Макбет. Хамлет. Црнила ремикс. Хајфај Горе Стефановски. Или Мамаe. Чекајќи го Годо, немам трпение да го чекам повеќе од минута. Лазар Христов. Филип Христовски. Милица Стојанова. Дарија Ризова. Митар Ѓорѓиевски, Митата. Жаклина Стевковска. Висар Вишка. Покоен е. Билјана Радиновска. Александар Јовановски. Се разбира Милош Бандоновски. Нема таков. Е, па сега. Немам идеја. Кабел. Црнила отпосле. Ангела во земјата на чудата. Вечно ни нас пенсионувач во константна криза на идентитет. Од почеток пак. Моје живот апликација. Дал да плачам или да пеам. Комедија. Трагикомедија. Гротеска. Абсурд. Како и да почне ќе заврши како трагедија. Нора од Хенрик Ибсен. Просперо. Хамлет. Има многу, вака на прва Димитрија Диво Месово, изведба на Никола Ристановски, режија Александар Поповски, Драмски театар Скопје 2001. Да, тешко прашање, многу ги има. Во моментов празни од Ева Камчевска. Плодно Горан Стефановски. Каза Балкан во последно време. Среќата е нова идеја во Европа. Диво месо и века на ветрата. Диво месо и црнила. Црнила.